Некогаш одамна имав страф од дождот. Сега го следам секој негов ритам и го сакам секој облак. Понекогаш мислев дека не знам кој е најголемиот непријател на човекот, а многумина од моите клиенти го посочуваат истиот одговор. Апсолутно не знаат кој е нивниот најголем непријател, бидејќи посочуваат различни ситуации, состојби, посочуваат индивидуи од кои се плашат. Меѓутоа, суштината на најголемиот непријател е стравот. Еден од клиентите кажа, буквално, се плашам од стравот. Се плаши од самиот страв, не од ситуацијата. Бидејќи, тоа е чувство кое што доаѓа со таа ситуација. Тогаш се случуваат и физиолошките процеси. Срцето забрзано чука, па најчесто од моите клиенти постојано го мерат тоа како изгледа, колкави реакции, колку откуци и така натаму. Мислите си бегаат на секоја страна хаотично, многумина од нив велат, јас повеќе не можам да го издржам ова. Но вистината е дека стравот воопшто не е опасен. Тој е само гласен. Тоа е бран кој што доаѓа, расте и поминува. Не мора да бегате кога чувствувате страв. Не мора да живеете во страв. Пробајте само да останете со самиот страв. Па дури обидете си да разговарате со него. Пробајте да му кажете, окей, тука си, ама јас сум безбедна или безбеден. Не заминувам никаде. Храброста не е да се нема страв. Стравот е природна појава. И знаете реакцијата на стравот или да замрзнам или да бегам. Верували или не, најголемите јунаштва настанале од деца кои што биле премногу уплашени, се соочиле со стравот и станале премногу храбри и јуначки. Значи, храброста е да останеш во покрај самиот страв и кога го чувствуваш. Ако ова си ти, ако ти се чувствуваш уплашен од стравот, време е да научиш како да не се плашиш од стравот.